Добар ден, почитувани ученици, добре дојдовте во нашата училница. Јас сум Блаже Динески, професор во гимназијата Мирче Аце во Прилеп. Денеска ќе се запознаеме со наставната единица поларност и индуктивен ефект. Но пред тоа да се потсетиме што беше тоа електронегативност. Електронегативност е способност на атомот да ги привлекува електроните од заедничкиот електронски пар. На сликата десно гледаме на карикатура каде што атомот на хлор ги привлекува кон себе електроните од заедничкиот електронски пар, затоа што тој има поголема електронегативност. На диаграмот лево се гледа како изгледаат и кои се вредностите на електронегативноста на атомите кои најчесто се среќаваат во органските соединенија. Флуорот, според Полинг, има најголема електронегативност 4,0, потоа и кислород 3,5, па хлорот и азотот со 3,0, бромот 2,8, јаглеродот 2,5, водород 2,1 и така натаму. Ако го разгледаме природниот систем, можеме да извлечиме многу важен заклучок. Прво, електронегативноста, одејќи по периода, се зголемува од лево кон десно. Гледаме дека водородот има 2,1, јаглеродот 2,5, азотот 3,0, флуорот 4,0, а исто така електронегативноста расте одејќи од долу кон горе. Еве како изгледа тоа и нормално флуорот има најголема електронегативност, тој се најдува најдесно и најгоре во периодниот систем. Што можеме да заклучиме од овие скици? Лево е представена молекулата на хлороводород. Хлорот гледаме дека има електронегативност 3,16, а водородот 2,20. Тоа ни кажува дека хлорот со поголема сила ги влече електроните од заедничкиот електронски пар, но затоа тој станува парцијално негативен, а водородот чувствува недостиг на електрони и станува парцијално или делимично позитивен. Ознака за тој делимично или парцијално позитивен и негативен полнеж е грчката буква делта. Десно пак е представена молекулата на водород и таму се два истородни атоми со иста електронегативност, што значи дека разликата во електронегативноста е 0 и викаме дека оваа врска е неполарна. Заклучок: разликата во електронегативностите на два атома кои градат една врска се користи да се определи поларноста на таа врска. Еве да видиме три други примери. Водородот, хлороводородот и литиум хлорид. Овие се Луисови формули и гледаме дека кај водородот заедничкиот електронски пар е на средина меѓу двата атоми или викаме поточно подеднакво припаѓа на двата атоми. Кај молекулата на хлороводород електронскиот пар кој е заеднички е привлечен повеќе кон атомот на хлор, а додека литиум хлорид не гради молекула, туку е ионско градено соединение и е изградено од катиони на литиум и ањони на хлор. За првата молекула викаме дека е ковалентна и неполарна. Втората молекула е ковалентна поларна врска и ваму имаме ионска врска. Долу имаме уште три примери. Гледате молекула на хлор и заедничкиот електронски пар е подеднакво распределен меѓу двата хлорни атоми. Кај молекулата на хлороводород веќе видовме дека заедничкиот електронски пар е поместен кон хлорот, а натриум хлоридот е ионски градено соединение кое што се добива кога атомот на натриум целосно оддава еден електрон на атомот на хлор, тој станува катион, а хлорот станува ањон. Потоа настанува електростатско привлекување на двата иони и настанува ионска врска. На оваа слика горе гледаме зошто и како може да ни послужи разликата меѓу врските. И викаме вака: ако разликата е од 0 до 0,4, тоа станува збор за ковалентна неполарна врска. Ако разликата од 0,4 до 2,0 приближно,
тоа е ковалентна поларна врска и од 2 до 4 станува збор за ионска врска. Еве сега да видиме кај органските молекули, најчестите хемиски врски, тоа се CH, CO, OH, CCl, NH, CH и така натаму. И да видиме колку изнесуваат разликите на електронегативностите. Кај CH разликата е 0,4, CO 1,0, OH 1,4, CCl 0,5, NH е 0,9 и CS е 0. Разликата. Најгорниот случај, врската CH, можеме да кажеме дека, иако се работи за различни атоми со различни вредности за електронегативноста, сепак оваа врска се смета за неполарна, односно според скалата до 0,4-0,5, врската ја сметаме за неполарна. Најголема поларност има кај врската OH, а гледаме дека врската CS има разлика 0,0, значи таа е исклучително неполарна врска. И овдека десно имаме една важна слика, значи делта плюс и делта минус ознаките се пишуваат над атомите, а додека стрелката почнува од оној атом кој што е парцијално позитивен и оди на кај тој што е парцијално негативен. Еве ги кај сите врски како изгледа тоа. И тоа е тоа. Индуктивен ефект. По дефиниција е поместување на електроните од сигма врската долж јаглеродната низа и се бележи со големата латинична буква И. Ова се случува ако атомот на јаглерод е поврзан со друг атом со различна електронегативност од него. Еве гледаме долу во едно соединение кое што има јаглероден атом сврзан со 3 водородни атоми и со OH група. Меѓутоа, ова е битно. Значи, С атомот е сврзан со кислород, кој што има електронегативност 3,5, а на въглеродот е 2,5. Тоа ни кажува дека кислородот ќе ги привлече електроните од заедничкиот електронски пар кон себе и ќе стане парцијално негативен, а додека въглеродниот атом ќе стане парцијално позитивен. Индуктивниот ефект опаѓа долж въглеродната низа, така што веќе кај вториот се намалува, а кај третиот се атом е занемарливо мал. Тоа може да се прикаже на следниот начин. Значи, флуорот има индуктивен ефект, негативен, значи има ознака делта минус, овој въглероден атом делта плюс, ова има помал индуктивен ефект и тој се повеќе се намалува и веќе после третиот е занемарливо мал. Индуктивниот ефект може да биде позитивен или негативен. Ако атомите или атомските групи послабо го привлекуваат заедничкиот електронски пар од водородот, викаме дека тие имаат позитивен индуктивен ефект и се означуваат со знаката плюс И. Значи тоа се метил, етил и изопропил и така натаму и така натаму. А додека негативен индуктивен ефект имаат атоми или атомски групи кои посилно го привлекуваат заедничкиот електронски пар отколку водородот. Значи тоа се флуор, хлор, бром и така натаму. Исто така во некои литератури индуктивниот ефект, односно неговата јачина се означува со боја со различна нијанса, колку што во случајот жолтата боја е посилна, толку индуктивниот ефект, односно поларноста е поголема и како што бледне викаме дека индуктивниот ефект опаѓа. Во овој случај имаме јаглеродот да е парцијално позитивен, ама е сврзан со парцијално негативен хлор, а додека ако јаглеродниот атом е сврзан за метилна група, тоа ќе добие ознака делта минус, или викаме дека тој станува парцијално негативен. Која е врската на поларноста на врската и индуктивниот ефект? Ајде да видиме. Еве имаме три врски. Имаме јаглерод сврзан со атоми на силни неметали, тоа се флуор, хлор и кислород, и имаме индуктивен негативен, кој има негативен индуктивен ефект и јаглерод добива ознака делта плюс. А додека во другите случаи гледаме каде што е сврзан со водород,
со метил група или со други групи, добива ознака делта минус. Индуктивен ефект имаме една јаглеродна низа, 1, 2, 3 С атоми, на крајот е поврзан со хлор. Хлорот има електронегативност 3,16, јаглеродот има електронегативност 2,1, значи јаглеродот ќе биде парцијално позитивен, а хлорот ќе биде парцијално негативен, настанува индуктивен ефект и рекоме дека тој брзо опаѓа. Во некои литератури, пак големината на индуктивниот ефект се означува со помали знаци, делта плюс и делта минус, значи гледаме овде десно, делта и минус е поголемо, а негде на крајот делта плюс е многу помало. Значи наместо со делта плюс имаме помали ознаки делта. Овдека имаме различни катиони и гледаме како расте стабилноста од метилкарбокатион, примарен карбокатион, секундарен и терцијарен карбокатион, кој што е најстабилен. Метил групата има позитивен индуктивен ефект и електронската густина е поголема околу карбокатионот и тој се стабилизира. Се прашуваме зошто се важни овие работи, зошто ги учиме? Па од овие работи што ги кажавме, зависат физичките и хемиските својства на органските супстанции. Пример, растворливоста на супстанците. Гледате што се случува. Хексанот целосно се раствора во тетрахлорометан, а додека во вода е целосно нерастворлив и гради хетерогена смеса, односно представува две немешливи течности. Зошто? Водата е поларна субстанца, а хексанот е неполарна субстанца. На сликата десно, пат имаме сложен систем од три фази, тоа е јаглерод тетрахлорид, вода и хексан. Значи хексанот и јаглерод тетрахлорид се неполарни субстанции, а водата е поларна субстанца и тие не се мешат една со друга. Исто така, од познавањето на електронегативноста и поларноста, индуктивниот ефект, може да се знаат и да се предвидат хемиските својства, односно се знае која частичка, атом или група каде напаѓа. Значи гледаме овдека, јаглеродот е парцијално позитивен, парцијално негативен и знаеме дека негативна частичка иде на парцијална частичка, односно на позитивна частичка и така натаму и така натаму. Толку за денеска, драги ученици, благодарам за внимението и се гледаме во следна прилика.